One Piece стана символ на глобалниот бум низ целиот свет, Джими Кимел е избркан од ABC и дојдовме многу детали за филмот The Batman 2. Добре дојдовте во Гиковски неделник со Марио, на дебели гикови овозможено од Goblin Games. Нов сетап за снимање, така да ја почнеме со интересни теми, па да продолжиме на малку сериозните. Интересните теми се тоа што добиваме многу нови детали за филмот The Batman 2. Например, ќе имаме непријател кој што досега никош не сме го виделе во филмови. Хаш. Филмот нема да биде во DCU, ќе биде во DC Elseworld. Добро, тоа се знае што самиот прв дел. Вториот филм ќе биде многу поише фокусиран на Брус Уейн него на Бетмен. Хаш. Снимањето треба да почне следната година и повторно ќе има сцени со The Penguin. Првиот дел реално беше ремек дел, а вториот ќе биде уште подобро ремек дел. Warner Bros е толку сериозна положба моментално што не знаат више на кого се продадат. Мината недела кажавме дека Paramount сака да ги купат, но оваа недела кажуваме дека Netflix исто сака да ги купат Warner Bros. Ова стана многу сериозно и многу ризично за Warner Bros. Серијата Daredevil Born Again доби зелено светло за трета сезона, иако уште ништо не сме виделе во втора сезона. Дојдоха нови фотки од филмот Star Wars Starfighter, каде што главна улога е Райан Гослинг, и тоа што се гледа изгледа многу интересно и од првите фотки и од оваа сега. Искрено очекувам многу добар Star Wars филм да биде ова. Джек Блек и Пол Рад прават некоја комична адаптација, некој продолжение на филмот на Конда. Што е бе? Нормални ли сте бе? Е сега, убавината од тоа да си мало гейминг студио, а да ги правиш едни од најголемите хитови, е тоа да направиш главен непријател кој што дизајн е инспириран од некој млад фан кој за жал ја изгубил борбата со рак. Во Hollow Knight Silksong има непријател кој што се вика Сет, чиј дизајн е инспирација од младо момче кој што за жал ја изгубило борбата со рак и за жал не ја дочекал да ја проба Hollow Knight Silksong. Најголем респект до студиото, е така се прави видеоигри и така се работи во оваа индустрија. Ново истражување направено од универзитети од Англија, Јапонија и Америка кажува дека доколку гледате повише филмови од студио Ghibli, ќе имате сериозно подобрување во менталното здравје. Да не се лажеме, не треба истражување за овие теми, стварно е така. Стварно гледајте студио Ghibli филмови. Во Непал, Индонезија, Франција, па и во целиот свет се одржуваат најголемите протести моментално, но убавината е во тоа што младите се спојуваат под едно знаме, а тоа знаме доаѓа од имагинарниот и најубавиот свет на One Piece. Која знае приказната One Piece, знаете точно што се случува, доколку не знаете, ве молам прочитате целата моја колумна на Meta.mk. И за крај да известиме дека Джими Кимел беше избркан од ABC и неговата емисија беше тотално откажана. И очигледно се враќаме да живееме во ерата кога вашите ставови и вашите мислења можат да имаат последици. Не навлегувам во политика, но сакам да кажам дека и ние како дебели гикови сме медиум и очигледно и ние еден ден можеме да добиеме тешки последици додека нашето мислење и нашите тврдења и нашите ставови влијаат на некого и не му се допаѓаат. Па ќе кажам, и дебели гикови се медиум, не го заборавајте тоа. А за крај знаете како ја завршуваме неделата, ви представуваме некои интересни работи. А оваа недела е Goblin. Goblin може да се најдат многу интересни работи, но ние оваа недела ви ја предложуваме соработката со Magic и Spider-Man.